Почитувани гледачи, добре дојдовте на интернет фреквенцијата на М телевизија и во најновото издание од емисијата Мој став. Овде сум јас, вашиот домаќин, и денес ви ветувам една убава и важна тема. Сведоци сме дека сликата за правата и положбата на жената денес, за разлика од она во минатото, е далеку подобрена, меѓутоа за жал сведоци сме на фактот дека секојдневно жените во нашето општество и жените насекаде во светот се наведум приморани да се изборат за својата положба во општеството, за своите права, неретко дискриминирани, неретко физички и психички малтретирани. Токму за овие теми, малку пошироко, фокусот ќе го ставиме на жената, на незините права, меѓутоа и на се она кое што жената го мине низ лавиринтот наречен родово базирано и семејно насилство. За оваа тема разговарам со адвокат Катерина Котеска-Стисниовска, која што немаше постручна и немаше поверодостојна гостинка со која што ќе разговараме токму на овие важни теми. Ќе и постакам добре дојде на гостинката. Адвокат Катерина, ви благодарам што ја прифативте мојата покана да поразговараме малку во емисијата Мој став токму за она кое што вие го работите, токму за она кое што сите не за сега навидам. Благодарам за поканата, поздрав до сите гледачи и секако тука сум за да можеме работите да ги видиме што појасни. Токму така, адвокат кој што се занимава претежно со случаи на семејно насилство, кои што ги засегаат повеќе жени како ваши клиенти, навидум херои кој што ги застапува и брани жените во таа не толку лесна битка. Според вашето долгогодишно искуство, колку е тежок, адвокат Катерина, патот кој што го минат жените жртви на семејно насилство низ тој правен лавиринт, ќе кажам, за да се заштитат и да ја докажат нивната борба? Прво, благодарам за убавите зборови. Би сакала да потенцирам дека јас сум адвокат како и сите останати, меѓутоа специализацијата моја дојде и со случаевите кои ги работев, а исто така и со мојата магистратура која ја имам во областа на семејното насилство и постапувањето на институциите во случаевите на семејно насилство согласно Истанбулската конвенција, која беше ратификувана од нашата држава. Исто така, во моментот сум на докторски студии, повторно се занимавам со истата тематика. И се надевам дека во контекст на тоа можам да помогнам на многу жртви. Секако претежно ми се клиентките жени, бидејќи и насилството врз жените е во поголем обем, меѓутоа морам да признам дека сум имала и по некој маж како жртва на семејно насилство. Сакам да кажам дека семејното насилство не бира ниту пол, ниту возраст, ниту националност, ниту етничка припадност, значи апсолутно ништо. Се случува за жал во многу домови и е плод на како прво на некоја наша традиционална определба, на многу влијанија од традицијата кои ги носиме во 21 век, а исто така и постапувањето, и за жал морам да констатирам и многу пропусти во постапувањето на институциите. Дали патот и колку е тежок, секако дека е да, и е многу тежок. Најпрвен е тежок затоа што жртвата со долги години се работеше вон институционално и институционално за да се освести жртвата, значи да се создаде една колективна свест да се пријавува семејното насилство, исто така како и самата жртва да пријави, но и сите околу да пријавуваме, бидејќи за жал сме традиција која сакаме да ги живееме тугите животи, меѓутоа во контекст на забава, не и кога ќе треба да помогнеме или кога ќе треба да се најдеме. Тука најбитна е значи самата одлука да се излезе од тој пекол и победување на стравот. Бидејќи една жртва е жртва токму затоа, бидејќи чувствува страв. И најголемиот проблем е да се окуражи, да се поттикне за да пријави семејно насилство и најбитно нешто, значи да издржи, да остане долго и цврсто во борбата, бидејќи постапките за добивање на правда и за изрекување на мерки, а понатаму и за добивање и на кривична
Пресуда за дела сторени при семејно насилство е постапка која трае, за жал, споро. Многу фактори тука влијаат, понекогаш и факторите на влијание се објективни. Еве, прво што ми текнува е недостатокот на судски кадар, значи многу суди замина под пензија, па имаше еден тампон период кога се чекаше да бидат именувани нови, предметите беа многу по број, оптеретеност на институциите, оптеретеност на судовите, така да сето ова покажува дека државата треба да излезе со некоја малку поинаква стратегија за решавање на овој проблем. Според вашето долгогодишно искуство во борбата со жените за нивната правда, каква е сликата денес, што покажува искуството, колку жените денес, еве конкретно жртвите, нема да речам жените жртвите на семејно насилство, колку се охрабрени денес да пријават и да бидат истрени во таа борба до крај? Поголем е бројот, значи на пријавите. Некоја статистика до која дојдов, која беше официјално извадена сега во месец февруари ова година, е дека е за 20, скоро 20% зголемен бројот на пријавувачите на семено. Зборам, значи, во множина, пријавуваат и мажите. Тука секако дека треба да се изврши селекција, бидејќи многу често, за жал, мораме да ги именуваме работите со вистинските имиња. Значи, многу често мажите пријавуваат и како реваншизам. Значи, затоа што, ќе испровоцираат можеби некоја кавга или нешто за да се амнестираат од одговорност. Меѓутоа, има и вистински жртви, јас сум имала клиенти такви и така натаму. Меѓутоа, бројот на пријавувачи е поголем, повеќе е освестена околината, дури се освестени и обичните граѓани. И апелирам до сите, значи буквално, сите живееме во стамбени згради, во домови каде што можеме да слушниме доколку се случува семејно насилство. Знаеме сите дека во зградите се слуша и па и во комшилукот, знаеме од прилика, ние сме жители на релативно мали средини, така да апелирам до сите кои ќе уочат или увидат таков проблем или бидат сведоци, истиот да го пријават и да се побара спас за жртвата. Ја кажавме постапката, кажавме дека имаме недостаток на суди, меѓутоа колку институциите се доследни во заштитата на жртвите од семејно насилство и колку од друга страна жртвите имаат доверба во системот и во вас како човек кој што ги штити пред него? Најранлива тема и најранливо прашање ми е ова што сега го поставивте, бидејќи за жал дури и ја насочувам и мојата докторска дисертација во тој поглед, значи дека постојат пропусти на институциите кои мораме систематски да работиме да ги надминиме. Тие пропусти, како што реков, водат потекло од некаде од традиционалната средина, од традицијата, меѓутоа се рефлектираат и на работата. Прво и основно, секој од нас треба да биде професионалец во она што го работи и да биде ослободен од секакви влијанија. Прво и основно. Второ, секој од нас треба да си ја работи работата за која сме именувани и за која едноставно сме познати и тоа ни е занимање. И како трето, секогаш би требало ние што се занимаваме со вака ранлива материја на жртви, на деца, на жени, треба да имаме повеќе сенс и поголема пристапност до самите нив, а исто така и да имаме и елан за да сето тоа го решиме. Жртвата како жртва, кога ќе се охрабри конечно, после долги години, значи семејното, ретки се тие, сум имала и такви случаеви, кога по едно семејно насилство кое се случува помеѓу млади брачен пари или млади во врска кои се пријавува, понатака доаѓа до влијание на околината. Значи самата околина, значи секој од нас, ние сме родители, керки, мајки и така натаму. Сите треба да сватиме дека во тој момент треба жртвата да се охрабри, да и се даде поддршка и да се биде тука со неа до крајот. Согласно спомнав Инстанбулската конвенција. Со неа е стриктно забрането да се изврши мирење помеѓу жртвата и насилникот. Значи стриктно е забрането, а токму тоа е најголемиот пропуст што го прават институциите. Значи жртвата не треба да биде помирена во тој момент
Значи, без разлика дали брачен пар ќе остане понатака во брак, ќе го надмине тој проблем. И дај Боже, то секогаш и секаде да се случува за контекст на тој брак и за тие деца. Меѓутоа, во тој момент не треба да се оди кон тоа да се стават проблемите под тепих, жртвата да се помири со насилникот и тој да се амнестира од одговорност. Бидејќи во такви случаеви, поплочувајќи го сето тоа со добри намери, доаѓаме до контраефект. Значи, насилството повторно се повторува. Зошто? Затоа што самиот насилник осеќа дека лесно поминал и дека понатака може повторно истото да го стори, бидејќи не му следува никаква санкција. Тоа е психологијата на човекот и тука... Води ли тоа што го зборувате сега да жртвата ја повлече можеби пријавата? Има ли и такви случаи? Има и такви случаеви. Кога ќе ми се обратат мене, јас не ги советувам да ја повлечат, се додека не се реши. Прво, кога ќе се случи, еве, кратко ќе се осврнам на постапката, бидејќи и тоа сметам дека гледачите кои се интригирани со овој проблем или некој близок во нивна непосредна околина би требало да знае. Значи, по пријавувањето на семејното насилство во полиција, жртвата треба да, доколку има телесни повреди, без разлика на телесни или тешки телесни повреди или доколку преживеала страв, треба да се обрати во медицински центар, да добие медицински извештај, не треба да вади лекарско како што е за работен однос или слично, бидејќи ова ми се многу често поставувани прашања, затоа се осврнувам на нив. Значи, доволно е медицински извештај од лекар специјалист кој ќе ги утврди повредите, кој ќе утврди психичката состојба и понатака извештајот е препратен од страна институционално, од страна на МВР до Центарот за социјална работа на ниво на општината на која живее жртвата, бива повикана, контактирана да даде согласност, бидејќи согласно законот за спречување на семејното насилство и заштита на жената, значи треба да добие согласност Центарот за социјална работа. Меѓутоа, тука секоја жртва треба да знае дека може и сама да процесуира. Значи, може и сама со тие медицински белешки, со записникот да се обрати кај адвокат или доколку е правно стручна сама да го состави тоа барање за изрекување на мерки за заштита од семејно насилство. Тие мерки се, значи, забрана за малтретирање, за вршење на семејно насилство во глобала, забрана за малтретирање, за вознемирување, уценување, неприближување на 100 метри, одстранување на насилникот од домот без разлика на сопственоста на домот и така натаму, согласно секој случај се изрекуваат адекватно и мерките за заштита. Кога ќе бидат изречени, истите тука повторно постои еден, така би го нарекла пропуст, што по изрекување на неприближувањето од 100 метри не постојат засилени патроли покрај домот, работното место на таа жртва, односно некој своевиден мониторинг на таа жртва, дали истата повторно ќе биде жртва од насилникот. Обично жртвата е сама таа која се снаоѓа, која доколку го забележи во непосредна близина, треба пак да се јави во полициска станица и така натаму. И секој би требало да знае дека прекршувањето на тоа решение за мерките представува кривично дело, кое се гони согласно член 377 од Кривичниот законник, така да еднаш изречените мерки мора да бидат почитувани. Понатака, кога ќе се изречат, доколку постојат телесни повреди или загрозување на сигурноста, или сега најновото кривично дело демнење, значи доколку постојат тие дела најчесто кои се случуваат при вршење на семејно насилство, тие се тие кривични дела, тогаш се води и кривична постапка, каде што жртвата е во својство на оштетен. По завршување на истата има право на надомест на нематеријална штета за задобиените повреди или за нематеријална штета по основ на преживеан страв и душевна болка. Така.
А пошироката јавност ве препознава и како адвокат кој го доби случајот со битолската јавна соба во која што жената жртва чином беше уценувана со интимни фотографии. Кои се поуките и искуствата кои што ги добивате токму од овој случај кој ги раздрема медиумите и пошироката јавност во Македонија? Тоа беше случај кој беше поведен по приватна тужба на тужителката, која беше изложена на срам и јавна осуда со тоа што нејзини интимни фотографии беа пласирани во јавност. Тој предмет за среќа и за поука на сите останати кои би се осмелиле да направат слична работа е добиен правосилно завршен со осудителна пресуда. Меѓутоа, после него сум имала и други случаеви такви, со тоа што се работело за го подведувале под кривично дело злоупотреба на лични податоци и тука случаевите ги водело основното јавно обвинителство согласно местото на живење на жртвата. Едниот нема уште исход, а другиот не сум уште запознаена дали има исход. Во моментот што можам да се сеќавам, имаше еден трет кој заврши само во фаза на пријава. Што сакам да апелирам до сите кои се служат со нешто слично. Она што како поука и сами спомнавте би можела да биде за сите, како прво е дека споделувањето на било каква содржина на социјалните мрежи се споделува согласно законот и е наменета за тој што е споделена. Значи, тоа значи дека ако јас на вас ви испратам било кое писание или било која фотографија, тоа ја испраќам само на вас. И вие имате обврска да ја чувате таа порака, дали ќе ја чувате или ќе избришете, тоа е ваша волја, меѓутоа не смеете да ја дистрибуирате понатаму. Бидејќи се случи во еден случај на малолетници го направија тоа и тие деца како деца ги префрлале сликите од еден на друг, беа повикани на одговорност и самите тие кои без да знаат ги препраќале. Значи препраќање на такви содржини представува дистрибуција, исто така се одговара кривично. Што значи дека доколку случајно некој ви пушти таква содржина, тука кај вас треба да заврши со бришење на тие содржини и понатака да не продолжи препраќањето. А она што би требало, исто така институциите кои донесоа одлука во случајов на кој беше прозван битолска јавна соба, а исто така и во другите случаеви е битно да се има во предвид самото добро кое сака да се заштити со кривичното дело, а тоа е нашата доверба, како што на пример со член 147 од КЗ и 148 се штити довербата на пратките и на написите. Значи не смеам јас ако не се испратени за дистрибуција да ги дистрибуирам или да ги злоупотребам. Исто така и злоупотреба на лични податоци, член 149. Треба секој да знае дека довербата не смее да ја злоупотреби, не смее, како што беше случај во овој случај, заради реванш, заради освета, да му се напакости, да му се наштети на некој на тој начин. Зошто? Затоа што со такво јавно изложување на некој на линч и на срам се уништува неговиот живот социјално, меѓутоа се уништува животот и на цела една околина. Во случајов се реперкуира тоа на незината ќерка, на жртвата и целата фамилија, значи имаше далекосежни последици. Никој тоа не го сака и секој треба да размисли во моментот дали сами од себе си прво сака да се изложи на кривична одговорност, а понатака дали сака да уништи нечи живот. Сега, каква е сликата за жртвата денес? Постои ли опасност од двојна виктимизација? Или малку сме подобрени во тој поглед? За жал, уште едно горко прашање со кое јас како адвокат и поособено жена, бидејќи колку и да сакам да го тргнам тој сегмент од работата дека сум жена, ме тангира и секогаш
сум на страната на послабиот, на жртвата, не на жената, туку на жртвата, без разлика. Имам и клиенти мажи за кои исто така подеднакво се борам за остварување на нивните права, без разлика што се мажи, во тој сегмент не правам никаква дискриминација. Меѓутоа, што се однесува до двојната виктимизација, за жал сме сите жртви на она што се нарекува мала средина, малограѓанштина, каде што многу не интересираат некои пропратни појави за да имаме тема за со кафе, отколку да го насочиме нашето внимание кон помагање и решавање на, доколку сме во можност, нели, на нечи проблем. Ако не можеме да го решиме, барем можеме да понудиме утеха, можеме да понудиме поддршка. И секој од нас, кога во било каков начин е поврзан, дали професионално или приватно со жртвата, треба да изрази една емпатија кон таа жртва, за да може и на тој начин да ја охрабри. Бидејќи самата жртва, кога е во битката за остварување на своите права, таа е ранлива, таа е несигурна. И тука е потребно и многу значи поддршката на околината. Прво професионална, да најде, например, во центрите за социјална работа или во полициските станици, каде што првично оди да пријави, да најде на една атмосфера која, нели, ќе биде насочена кон тоа да се помогне. Јас морам да изразам задоволство дека постојат поединци кои вистина се инволвираат во тоа и сакат да помогнат и дури и надвор од работно време работат, се со цел да се помогне на жртвата. Меѓутоа постојат и индивидуалци кои, како што реков, повеќе ги интересира трачот и некои пропратни работи кои не се битни, отколку самото добро на жртвата. И многу често и реагирам јас во такви случаеви, позната сум по тоа што реагирам, не оставам работите да поминат така. Кога, например, жртвата ќе се обрати во полициска станица или во центар за социјална работа, дури имаше случаи на суд, каде што самиот судечки судија беше, додуше, после завршувањето на судењето, меѓутоа се случи да биде испрашувана некои интимни детали кои воопшто не беа во контекст на тоа. Сите ние, би рекла, сме индивидуи сами за себе. Сите имаме карактер, воспитување, интелектуално ниво и така натаму. Меѓутоа, доколку сме професионалци, мора да се држиме за она што го работиме. Така да не смееме да поставуваме прашања дополнителни и во она, колку и тоа нас да не интересира, и при тоа сите ние што работиме, вклучувајќи и нас адвокатите, и судот, и сите. Значи сме обврзани за чување на таа професионална тајна и не смееме никако да ја издадеме или да ја кажеме било каде. Замислете што би се случило ако јас почнам да кажувам кој се разведувам и кој се е жртва. Дали то би штетело прво мене како адвокат и дали други би дошле во така недискретна атмосфера, а исто ќе се случи и во институциите. Значи, кога се обраќа некој на институции, тој го раскажува неговото искуство со таа институција. Што би било кога некоја жена ќе раскаже на други 5 жени, од кои 2 се потенцијални пример жртви на семејно насилство, како си поминале. И многу често по овие трибини, кога еве минатата година можам да изразам задоволство, беа повикани жртви кои имаат успешна приказна, односно оние кои се спасиле од таа проблематика. Меѓутоа и самата жртва еве во Битола што беше повикана, беше за да даде исказ, постапката ја водеше преку адвокат. Така да апелирам до сите, има прекрасни луѓе, морам прво тоа да го кажем, има прекрасни луѓе, прекрасни професионалци кои си работат работата како што треба, меѓутоа она што представува мала средина, што представува двојна виктимизација на начин да сакаме да се инволвираме над професионалното во нечии животи, тоа да се воздржиме и да се насочиме кон помагање на самите жртви.
И јас ќе додадам дека и тоа дека фактот дека жртвата е жена да не ја отежнува ситуацијата, бидејќи неретко сме сведоци дека постојат и такви случаи. Апсолутно. Адвокат Котеска, покрај овие институции надлежни за решавање на овие проблеми и ситуации на жените, кои други актери се вклучени во целиот овој процес на превенција, на едукација, на заштита на жените жртви од семејно насилство? Јас често говорам дека треба да бидеме сите апарат. Значи да бидеме сите еден апарат без разлика кој на која позиција работи и кој од кој агол ја гледа оваа проблематика. Значи има, еве, да се задржиме на женското прашање. Значи има од сами инспекторки во Министерството за внатрешни работи кои се жени, кои се во секторот за заштита од семејно насилство, преку жени кои се вработени како стручен тим во центрите за социјална работа, адвокатки жени, судијки жени. Значи сите тие се жени и сите тие има емпатија и како што спомнав и јас не можеме то нештото да го тргнеме настрана. Бидејќи факт е дека жената е физички послаба, факт е дека таа е повеќе жртва на семејно насилство и треба да биде заштитена. Меѓутоа, тука исто така јас уочив при мојата работа професионална и еве стручната надградба, уочив дека не постои стратегија за решавање на проблематиката со сторителите на семејно насилство. Значи тука постои исто така еден пропуст на самите институции со тоа што нема некоја стратегија се отстранува, еве на пример, насилникот од домот. Што ќе се случи ако тој потекну во друг град, а живее во друг град? Еве како на пример во Скопје има многу од внатрешноста кои живеат и работат во Скопје. Живеат во стан, дали е нивна собственост или под кирија, небитно. Меѓутоа се случува семејно насилство и тука се отстранува насилникот од домот. Тој е на работа, вработен е да речеме, и сега треба утре дента да се јави на работа, тој буквално нема каде да биде сместен. Значи тука државата го завршува она што се вика нејзина грижа. Сепак, ние сме хумано општество и 21. век е хуман век. Ние треба да имаме постапка. Зошто? Затоа што со самото тоа обрнување на внимание и на сторителот, со психолошки, советодавни третмани, медицински третмани, значи задолжително одвикнување од зависности, а исто така сега и поново законот за пробација, каде што казната значи се насочува спрема самиот сторител за истиот да се поправи, за да биде по-соодветен член и субјект во ова општество, а исто така и на самата него и како единка во неговото семејство. Имав една пресуда пред известно време, од која се одушевив, каде што долгогодишен сторител на семејно насилство, кој долгогодишно е невработен, а има малолетно дете на издржување, беше донесена пресуда каде што беше упатен со тоа на задолжително вработување. И тоа представува еден чекор напред во решавањето на сите овие работи. Институциите понатака треба сите од своите аспекти, како што еве таа судијка се заангажирала да не му даде само условна осуда, како што тоа го прават 99% од судството. Значи се заангажирала да му даде пресуда со користејќи ги придобивките членовите на законот на пробација. Исто така друга судијка задолжително го упати на одвикнување од зависности. Така да како што тука почнува да се решаваат проблемите, исто така треба да бидат решени и во другите области. Значи да се направи еден хуман и цивилизиран третман и на жртвата, меѓутоа и на сторителот. Затоа што доколку и таму се реагира, шансите за решавање на оваа проблематика се уште поголеми. И самото објавивте неудамна дека сте службено нападната од насилно лице при извршувањето на вашите адвокатски обврски. Јас ќе ве прашам дали се чувствувате безбедна во оваа професија? Искрено да ви кажам, да. И за мене лично никогаш не представувало проблем да се занимавам со оваа проблематика и свесна дека имам работа со насилни противници,
Меѓутоа, никогаш не сум се плашила и доколку сум се плашила, сигурно не би се занимавала толку години со оваа професија и понатака не се плашам. Безбедно дали се чувствувам, тоа е многу дискутабилно прашање. Меѓутоа, лично јас сум позитивна во оваа насока, затоа што сметам дека не може да дојдам во толку некоја, не знам, тешка или непредвидлива ситуација. Меѓутоа, да, бев жртва на напад и тоа не е прв пат. Јас многу пати сум била жртва на напад, некогаш вербален напад, некогаш се случувало, меѓутоа се случило да го избегнам, знам, обучена сум, знам како да реагирам во такви ситуации и така натаму. Последниот пат ме нападна сопруг на една моја клиентка од поодамна, на која веќе и не сум и адвокат, меѓутоа самиот човек ме карактеризира мене како некој виновник за, најверојатно, по моја претпоставка, за распад на бракот. Се работи исто така покажување од полициските службеници, каде што после ја дадов мојата пријава, дека се работи за човек кој е зависник од алкохол и кој има проблеми. Меѓутоа, сето тоа не оправдува во една институција во сред бел ден да бидам жртва. Прво и основно пропуст на таа институција е што видно под дејство на алкохол го пуштила да влези. Значи, тука не треба да се случи таква работа. Сепак, пред секоја институција имаме некој од обезбедување кој проверува кој влегува во таа институција, така да такви луѓе во алкохолизирана состојба ни во кафана не би требало да влезат, а не па во институција. Меѓутоа, ете се случи. Отпосле разбрав, откако се случи нападот, дека знаел каде живеам, знаел каде работам и одлучив да пријавам и да процесуирам, иако досега еднаш сум пријавила, бидејќи се работеше исто така за физички напад, не врз мене, тогаш беше врз објект мој, значи врз мојата кола, меѓутоа не процесуирав во тој случај, а во овој случај се одлучив затоа што сватив дека треба да влијам за оваа појава да биде санкционирана, односно никој не смее службено лице кое извршува својата службена задача, дали е тоа полицаец или адвокат или е судија, да го нападне, бидејќи секој од нас во таа ситуација говори од аспект на службата која ја врши. Никој приватно не е против никој, а секој оној кој сторил некое дело кое подлежи на одговорност треба да знае дека мора да одговара и дека треба да одговара. Значи, многу, согласно моето лично мислење, многу е побитно некој да се извини и поефикасно е и да не го повтори истото отколку да наоѓа противници или предмет на реваншизам во некој што службено застанал и си ја врши својата работа. Колку жртвите на насилство веруваат во лицето конкретно кое што ги застапува, конкретно еве во вашиот случај во вас како адвокат? Веруваат затоа што јас моите постапки ги докажувам со дела, не со зборови. За жал, исто така еден пропуст на институциите е по онаа старата раздели па владај, кога ќе се појави некоја моја странка понекогаш, каде што реков, сега се ова исклучоци, значи генерално не можам да зборувам бидејќи има и многу прекрасни луѓе. Меѓутоа, кога ќе се појават во некоја ситуација каде што не одговара да сум јас тој адвокат кој ќе се заземи за странката, кој ќе бара правда и така натаму, почнуваат да влијат на довербата. Па кај ја најде неа, па зошто таа, ма немој да биде таа и така натаму. Тие се, да речам, трикови многу познати и многу излитени. И апелирам повеќе никој да не ги користи и кон мене и кон колегите. Меѓутоа, секој од колегите, еве, ќе се задржам на мојата професија, која работи оваа професија, треба да го докаже своето работење со дела, значи со она што представува истрајна и храбра борба за правда, да бидат остварени правата на својот клиент, на жртвата, да биде заштитена од било какви влијанија, бидејќи
Она е самата извојувана правна битка, понатака ги отвара вратите на многу врати, значи отвара врати и на зголемување на довербата на самите граѓани во институциите, меѓутоа и подобрување на положбата и самиот интегритет и на адвокатите, и на судиите, и на сите институции. Значи, нашите дела, и пак ќе речам, секој професионалец во својата област, ако ги извршува ефикасно своите задачи, тогаш нема да има проблем, ќе се зголеми и довербата и функционалноста на институциите, а исто така и реномето на секоја од институциите. И самите граѓани кога ќе пристапат пред таа институција ќе се однесуваат со почит, за разлика од сега. Бидејќи сега не се однесуваат така, бидејќи од спротивната страна многу често не наидуваат на она што би требало да представува должно внимание кон било која странка која ќе се обрати во било која институција. Која ќе биде при самиот крај пораката која ќе упатиме кон сите жртви на семено или било какво насилство и кон институциите и секако сите оние актери вклучени токму во овој процес? Јас би рекла дека секој од нас би можел да биде жртва. Во било кој аспект, дали тука ќе биде семејното насилство или било кое друго насилство, секој од нас може да се најде и сигурно понекогаш во животот се нашол во позиција да биде жртва. Она што не прави жртва е токму нашиот страв од промени, односно промена на извојување и добивање на своите права. Значи, кога и да се најдеме во ситуација незавидна, значи треба да побараме помош. Бидејќи мојата определба е семејното насилство, тука ќе би се задржала и би кажала дека најголема грешка може да се направи само доколку жената одлучи да остане во тој брак кој е пропратен со семено насилство, со нарушени партнерски односи, под изговор заради децата. Бидејќи на тој начин правиме генерации кои исто така го имаат истиот проблем. Затоа што децата сме свесни дека го копираат нашето однесување за понатака и при тоа, гледајќи насилство, често за жал се стекнуваат и со тешки трауми кои понатака во животот им се рефлектираат. Значи во таков брак не се останува поради децата. Секогаш има излез. Дали тоа ќе биде сигурна куќа во моментот каде што не може да се снајде жената за престој. Значи постојат сигурни куќи и препорачувам секогаш кога ќе се обратат во полиција, кој има потреба од такво нешто да побара. Условите се такви какви што се, меѓутоа тоа е еден начин да се тргне во моментот од насилникот за да не ескалира тоа, меѓутоа и самата жртва да не дојде во ситуација да каже немам каде да одам, ќе се вратам. Да побара помош, да побара сместување, да побара медицинска грижа, исто така е следува на секоја жртва на семено насилство и психолошка поддршка која е бесплатна, која може да ја побара од центрите за социјална работа. Значи ќе добие такво нешто, може исто така не треба да се срами од положбата и состојбата во која е, треба да побара и поддршка и помош од најблиските, да и се најдат во близина. Тој круг треба да биде потесен, значи да не оди многу широк круг, бидејќи знаеме дека многу од луѓето се заинтересирани, како што реков, само за трач. Така е. Значи да побара од најблиските помош, а најблиските апелирам во тој момент да дадат поддршка, без осудување. Родителите често сме, и самата сум родител на 2 сина, често сме склони да ги осудуваме, нели ти реков јас. Ете, јас ти кажав, ете ти мене не ме слушаше. Значи во тој момент да ги заборават тие реченици, да се фокусираат на помош, на поддршка, на внимание на таа жртва и охрабрување, цело време посветување на време со неа за да истата се охрабри и издржи да дојде до крај на тие постапки. Бидејќи секој може да пријави, меѓутоа тешкото и борбата е да се дојде, да се издржи постапката, да се дојде до крајот. Тука, како што и сами спомнавте, може да биде двојно виктимизирана, што многу често се дешава, може да дојде до ситуација каде што ќе има притисок од институции кои под влијание на мали средини и врски
доаѓаат до убедување да повлечи и да се смири. Меѓутоа, сето тоа треба да го заобиколи и да оди право кон добивање на една пресуда. Без разлика дали тој брак или не ќе престане. Значи, ако престане, престанал. Меѓутоа, ако не престане, тоа ќе биде поука за партнерот понатака никогаш да не направи таков кикс, бидејќи му следи одговорност. Затоа апелирам до сите да одат до крај. Да одат до крај и од таа постапка, од тој случај или од тој напад, едноставно кажано, да произлезе одговорност и таа одговорност да ја понесе тој што направил такво нешто, како што и во кривичната постапка се говори за една специјална и генерална превенција на казната, значи казната да има специјална превенција, односно да влијае на самиот сторител, да не го повтори делото, и генерална превенција да влијае на општеството кое ќе види дека таквите ситуации, состојби и дела се казниви и понатака тоа ќе влијае за подобро справување со оваа појава. Адвокат Котеска, ви благодарам за времето, за можноста и за тоа што дадовме фокус и малку пошироко ги опфативме овие теми кои што и така верувам ќе бидат корисни на оние кои што ќе ги погледнат. Ви посакувам уште многу добиени пресуди, ви посакувам уште многу успех и ви посакувам да останете на тој пат како херој на многу жртви на семено или било како вид на насилство. Се надевам дека ќе имаме можност да поразговараме и на други теми поврзани со овие случувања во некоја наша наредна прилика. Ви Благодарам. Почитувани гледачи, и вам овде ќе ви се заблагодарам за тоа што одвоивте 30 на минути да го проследите ова интервју со адвокат Катерина Котеска-Стеснилска, со која што отворивме многу важни теми. Во фокусот ја ставивме жената, па и другите жртви на семено насилство и на сите оние работи поврзани токму со постапката, со начинот на заштита и барањето на правата и положбата токму на жртвите. Ние овде ќе ви се заблагодарам уште еднаш за времето и вниманието и ќе посакам да се видиме токму за 7 дена од сега.